Создаден пред околу 6000 години и отпорен на ерозија, геоглифот во Свети Николе е сведок за македонското минато. Голема колку фудбалско игралиште и е во непосредна близина на археолошкото наоѓалиште Била Зора, за кое се верува дека било палата на македонските кралски династии. Македонската радиотелевизија беше овде и пред 4 години, кога тимот од научници вршеше археоастрономски и археоакустични истражувања. Она што уште тогаш можеше да се потврди со сигурност е дека ридот зад мене е направен од човечка рака. Хрватскиот професор Домагој Николиќ, кој што го предводеше тимот од меѓународни врвни експерти од областа на математиката, физиката, историјата, археологијата и акустиката, за Македонската радиотелевизија вели дека тие работат на потврдување на хипотезата дека под ридот се наоѓа гробница на значајна личност од историјата. Sva naša dosadašnja istraživanja koja smo Сите наши досегашни истражувања кои што ги објавивме во 3 научни труда потврдија дека под ридот се крие некаква градба. Би сакале да ги продолжиме истражувањата и да добиеме дозвола за длабински испитувања со георадар и се надеваме дека ќе ни идеме на разбирање од надлежните институции за да го завршиме истражувањето до крајот на летото. Da izvršimo dubinska snimanja. Деталните резултати од досегашното истражување беа презентирани пред преполната сала во општина Свети Николе. Хрватскиот професор заедно со Никола Ристевски, автор на повеќе научни трудови за Овчеполскиот регион, пред присутните образложија дека сите мерни инструменти покажале дека во внатрешноста на објектот се наоѓа некаква градба и од е известно дека станува збор за свето место. Се надевам дека со истражувањата на големата тумба со впишан геоглиф на незиното плато, геоглифот во Канда, ќе се отвори едно ново поле, нова ера, ново време на македонската наука и на работата врз нашето културно наследство, затоа што она што го крие мајката земја, она што ни го оставиле древните предци, може да ни помогне не само со справување со сегашноста, туку и со олеснување на околностите во иднината. Геоглифот е доказ дека македонците овде живееле одамна, изјави градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски. Се надевам дека и за идните генерации ќе добиеме посигурни податоци што всушност се случува или се случувало кај тој локалитет, на идните генерации ќе им понудиме нешто за кое сите ќе се гордееме. Дали и кога резултатите од истражувањето ќе кулминираат со ископување од страна на надлежните институции, засега останува отворено прашање.